Загадувањето на животната средина е еден од факторите кои негативно влијат на пчелите. Според експертите, пчелите и останатите опрашувачи се неопходни за човековото постоење. Урбаното пчеларство е современ начин на одгледување пчели и бележи зголемена популарност, посебно кај помладата популација на пчелари. Во Македонија обстојува автохтоната пчела, медоносна пчела Apis mellifera macedonica, која што според истражувањата и веќе доказите од страна на стручњиците на Факултетот за земјоделски науки и храна во соработка со други европски стручњаци е докажано дека автохтоната пчела е најдобра за пчеларите кои што живеат во тој регион, во таа земја. И оние што се одгледуваат пчели, да не користат хемиски средства и пестициди, него да ги користат научните истражувачки потврдени методи за природно одгледување на пчелата. Друга исто така работа која што е вредна да се напомене од страна на загадувањето кое што се прави од страна на индустриските објекти, меѓутоа и од страна на оние што ги гледуваат градинарските и овошните култури со употреба на пестициди кои што не се дозволени. Меѓутоа знаеме ние дека се увезуваат и нелегално, се прскаат кога не треба, кога е таман во цутот и кога пчелата доаѓа на нектарот. Има информации дека тогаш овие што се занимаваат со овоштарство, градинарство, тогаш ги прскаат и заради тоа доаѓа до голем број, една од причините од голем број на угинување на пчелите. Пчелата моментално е битна 80% за опрашувањето на сите овие култури кои што ни се потребни за исхраната на човештвото. Значи, пчелата е моментално сега на пиедесталот, прогласена е за најбитно живо суштество од страна на Обединетите нации и мораме сите да направиме да ја заштитиме. Докажано е веќе на голем, не само на нашиот пазар, меѓутоа и на други странски пазари, дека големо е количеството на фалсификуван мед кој што се продава. Нашата организација Адра Македонија е веќе 6-та година поред една од водечките, ако не е единствена организација која што се грижи за развојот на пчеларството во Македонија. Една од приоритетните задачи ние нели да се зголеми бројот на пчелари со тоа што ќе им дадеме висококвалитетна опрема и знаењето од страна на нашите стручњаци од земјоделски факултет. И другата приоритетна задача ние медот што се произведува од оние кои што произведуваат природен, еколошки мед, да се најде на трпезата кај повеќе домаќинства. Значи, пчеларите кои што се занимаваат со и што ги употребуваат сите оние високо докажани научни методи за производство на природен мед без хемиски пестициди, да влезе во исхраната во градинките. Има голем број на луѓе и пчелари кои што импровизираат во производството на мед. Меѓутоа, начинот да се докаже медот дали е со штетни состојки или е чист природен мед, тоа сепак бара добра анализа и за тоа треба и да се плати. Планот е во соработка со градинките, со основните школи, средните училишта, да овој парк биде постојано посетен и постојано да се промовира пчелата како општо, меѓутоа и нашата пчела Apis mellifera macedonica, да немаат луѓето страф од пчелата. Нели се кажува некои има алергии, некои уште од тоа незнаење за пчелата многу голем број на луѓе се плашат. Не, ние сега ќе пробаме еве како едно катче, како што го нарековте, да пробаме пчелата, убавината на пчелата да на поголем број деца и луѓе овде што живеат кај нас, меѓутоа и од регионот. Ова е прв ваков парк направен во да кажеме во поблискиот регион.
Упрашувачите сериозно ја помагаат одржливоста на земјоделството и биодиверзитетот. Паркот на пчелата е изграден со поддршка на Република Словенија во рамки на проектот Жени пчелари, двигатели на позитивни промени во Македонија, а го имплементира хуманитарната и развојна организација АДРА Македонија.